Здраво, момци, девойки и дечиња. Дојдовте во ова видео каде што ќе се вика наслов на ова видео е скромноста ќе се ја зачувам за себе. Зошто правам видео каде што јас ќе се ја искажам мојата скромност. Значи, вака сега слушате пажливо. Значи, зошто скромноста ќе се задржам за себе, бидејќи кога бев дете, додека живеев кај татко ми, цело време бев паметно дете. И цело време бев скромен, значи, еве ќе ви дам пример, значи, може некои мои другари пија, пример ви дам сега, може некои мои другари пиеле сок од 40 денара, а ја може сум пил сок од 20 денара, зошто? Бидејќи сум бил скромен и сум бил захвален со тоа што имам, бидејќи горд сум на себе што мајка ми и татко ми ме одгледале на колку толку паметно дете, да не биде алапаш, кравец, ваков таков, туку едноставно мама и тато почнаа да ме вадат на прав пат, бидејќи кога бев дете живеев скромно и до ден денес се живеем така. Као например ако има леќа направено, ќе се јаде. Нема да се фрла, бидејќи сега сваќам како е да се заработува, бидејќи мама и тато што работат, што вика татко ми, парите не ги беа на дрво, или па мама што вика, парите не ги штампам па да ги имам секој ден, значи, живеев скромно детство. Ретко се дешаваше да побарам луксус, бидејќи јас кога ќе побарав луксус, имаше стандарди што моето семејство не можеше да ги дозволи. Еве например, сум сакал нов телефон кој што се имам сега. Али мама и тато тогаш нема многу финансии да ми обезбедат јак телефон и си го служев овој телефон. Е овој. Овој телефон си го служев и буквално бев задоволен канта, битно ми врши. Ало тато, ало мама. И од кога сега почнувам да се развива му мозокот, што се дешавало и што правил Кико и зошто правил и зашто бил скромно дете, а не барал луксуси како од сите други мои другари, мамини, татини мази, ќе му купам се што ќе посака. Не. Јас не бев такво дете. Јас бев дете што живее скромно и до ден денес живеам така, бидејќи тие што се поскромни сваќаат како да си некој у кризна ситуација, да бидеш тенок со кеш, да бидеш, не знам, слаб. Генерално ви зборам дека живеев скромно. И колку и мама и тато кои ми правеле јадење, не сум барал како луксус да јадам у ресторан, не. Си јадев дома, на маса, со леп, небитно, значи, може сум јадел сол и леп, али сум живеел скромно, значи, и да умрам, знам дека сум живеел скромно и си имам докази бидејќи сум живеел скромно. А скромноста тоа што има си ја задржува за себе и ја чува во срцето. А тие што живеат луксузен живот се сосема на друг пат. Значи, еве ќе ви дам пример. Значи, бев во црква пред нела дена во кај беше бев? Кај дека весна у црква бев и едно дете, тоест не дете, па да, татко му кој бил, он бил уште дете. Баткото си каже пример, значи, тато купи ми мотор, тато купи ми мотор. Добро, дошол ден, татко му да му купи мотор, првиот мотор што татко му го купил, газ у бандера, летање на Макс. Не дека го вреѓам човекот што направил сообраќајка, али мислам дека се уште е прерано за ние децата да бараме се повеќе и повеќе од нашите родители, бидејќи ако знаеш дека твојот буџет е 1000 денари, зашто ти да го правиш на 2000? Значи, ако имаш ледарка, биде скромен, а не да бараш по 5-6 денари. Значи, татко ми е човек што кога татко ми беше основно, буквално не се десило тато да направи нена Белиу школа. И до ден денес цело Ново село збори дека Горан Бешевски бил применен ученик. Шо? Баба требаше да фрли. Значи цело Ново село знае како татко ми живееше скромно,
како едноставно се тераш некако. Јас сам секунда. Значи, буквално сакам да ви кажам. Живете скромно. Значи, скромноста ви е 100 пати болја. Значи, јас тијам мала и мала генге, оставите пиштоли, ма дојди генге. Не знам песната, дали ми се врти. Живот да стане не сме, и сваки ноќе су тешке, за увек ќе пјевачу твоје песме, Цијан Сакиќ, волим те пуно. Не знам што ми става во последно време, мајке ми. У последно време некако многу почнав да си ја искажам душата на се што ми лежи на душа. Пошто како вика Иван, вдиши, наполни мозок и плуќе замижи, опушти душа и заборави грижи, се што е лошо ќе помина, знам. Значи, момци, девојки и дечи, а вака, сега, моментално. Зарекива маце да го претера цело видео, али сега ќе ви кажам. Значи, мама и тато ме направија дете да не бидам насилник, да не бидам крадец, да не бидам убиец, туку моите родители, сега ќе ви кажам пример, татко ми и мајка ми не живеат веќе заедно, бидејќи се деси нешто што се деси, али сепак уште се држи тој контакт дека ми е фала. Се уште се држи тој контакт меѓу мене и татко ми, бидејќи скромен сум бев и не ќам да се огледам ни на мама, ни на тато, ни на маја, ни на дедо, ни на баба, туку само сакам да се огледам на свој успех и да сватам како е да опстоиш на свој ноза, бидејќи јас сега тека почнувам да се развивам и да ми стануваат јасни проблемите у глава. Значи, ете да речеме, јас сум сакал да пијам пиво, ама немам пари. Што ќе направам? Ќе седам дома, значи, боле седи си, како беше поговорката, спавај мирен, не, имаше на српска поговорка, углавно да бидеме захвални за тој живот што го имаме. Значи, јас сум благодарен на целата моја фамилија што колку толку ми помогнала и јас кога ќе порастам, еве давам збори на видео дека ќе чувам баба, мама, маја. Значи, баба ми е стара, има 74 години, буквално е стара особа. И наместо јас да ја помогнам, јас некад ја нервирам, така? И баба се согласа, значи, скромноста задржете за себе. Луксузот не улијате, бидете скромни, сакате си ги своите родители и не правете грешки, бидејќи кој прави грешки скапо ќе го кошта, а кој е паметен поминува подобро. Значи, срцето нека ви биде полно со фамилијата и да бидете сегаш паметни деца и да докажете на сите дека можете да бидете над нив, а не под нив. Така да, ако ви се допадна ова видео, слободно можете да оставите лайк, subscribe и валја ве понаучив нешто. Значи, мама и тато ве сакам и ви благодарам што сте ме направиле да бидам колку толку паметен. Peace, ве сакам.